civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Па 5 минути омраза, мислам дека овој зафат на продукцијскиот тим на Цивил ќе стане уште по како да речам, повпечатлив. Одбравме да направиме една селекција алудирајќи на познатата фраза од или дел од познатото дело на Орвел 1984, бидејќи мислиме дека тоа е начинот од прилика на кој што се оркестрира и се потикнува омразата и национализмот како дел од действијата на политичките, но и неполитички актери во нашата земја. Беше прилично видливо, особено за време на кампањата, и во предизборниот период, и за време на официјалната кампања, но и во постизборниот период, дека темите кои што ги допираат меѓуетничките односи се прилично важно поставени и високо поставени и на медиумската агенда, и на агендата на одредени политички актери, но и на агендата на одредени општествени актери, не политички актери, други центри на како да речеме, на создавање на содржини и на влијање врз дискусијата во јавноста. Пред се, мислам дека можеме да посочиме дека доминира национализмот и меѓуетничката омраза, потикнувањето на меѓуетничката омраза, кое што се шири од неформални структури кои што очигледно според нивното дејствување и содржините кои што ги распрснуваат во јавноста се блиски до одредени политички партии. Тоа е главниот, како да речеме, извор на национализмот и на меѓуетничката омраза, кој што потоа се перпетуира и се размножува, како да речеме, низ јавниот дискурс, преку реакциите, коментарите, реферирањата на создадените содржини од страна на публиката, меѓу која има и луѓе кои што имаат сериозно влијание во јавноста, луѓе со профили на социјалните мрежи со илјадници следбеници. Тие содржини потоа генерираат уште еден нов бран на омраза и на реакции, особено на тие страници каде што има мешана публика, каде што пцоста или навредата од една страна предизвикува навреди, реакции од другата страна. И сето тоа не доведува во една ситуација каде што овие теми, ако ги разгледате последните истражувања во последните години, ќе видите дека од кога е сменета власта или од кога замина режимот на Груевски, во Македонија меѓуетничките односи како да не се веќе толку високо на агендата на темите за кои што граѓаните мислат дека се важни или дека се предизвици за општеството. Тоа не значи дека национализмот или дека меѓуетничките односи се подобриле нешто значајно, едноставно перцепцијата мислам дека е создадена од начинот на кој што институциите работат сега. Тој не е изразито етноцентрички како што беше пред 3-4 години. Затоа можеме да дебатираме и да аргументираме, има многу аргументи. И поради тоа, општата е релаксирана атмосфера придонесува за и граѓаните веќе да не го чувствуваат тој притисок на меѓуетничките односи. Но кога има вакви важни општествени настани, како што се изборите или други процесни случувања во општеството, веднаш гледаме како тој проблемот неважен станува една од трите доминантни теми за кои што дискутираат граѓаните. И ова ни кажува дека ние не сме ги решиле проблемите, дека тие повторно се на некој начин пикнати под тепих, во некоја форма на релаксирани меѓуетнички односи. Ние се сеќаваме дека имавме релаксирани меѓуетнички односи, еве и Филип памети, во 98-та година, тоа беше синтагмата со која што ВМРО, ДПМН и ДПА направија нова влада, иако претходно беа прилично радикално спротиставени едни на други, седнаа на маса и излегоа, рекоа дека еве од сега ние се смируваме, имаме релаксирани меѓуетнички односи, да не заборавиме дека 2 години после тоа ние имавме воен конфликт во нашата земја. Тоа значи дека треба многу внимателно да го следиме тоа што се случува. И еве за почеток да не дадам одма заклучок, но мислам дека тоа е поента која што постојано ја повторуваме и која што треба да се повтори во оваа прилика. Неказнивоста на говорот на омраза,
недејствувањето на институциите создаваат атмосфера каде што ова насилство од вербално полека преоѓа во реално насилство кое што се случува на теренот и затоа мислам дека со години тоа го зборуваме, дека неказнивоста треба конечно да престане, институциите да си преземат мерки, секогаш, особено кога има ваков тип на говор на омраза, не дека и другиот е неважен, но овој е прилично сензитивен за нашето поднебие и треба постојано внимателно да се следи од институциите и да се реагира соодветно на тие објави и на тие обиди, не само за вербално насилство, туку и за поттикнување на физичко насилство, како што видовме во скриншотовите, не се ретки, напротив, вообичаени се веќе и чести повиците на убиство, бесење и што ја знам што све не видовме само во ова видео. Ова е само едно мало фрагментче, една капка во морето на омраза со кое што се соочуваме, а сето ова, иако е само напишано, на вистина поттикнува насилство. Имаме безброј примери од нашето општество и затоа треба институциите пред се, тука кога зборуваме, не треба да зборуваме во некои општи флоскули, се знаат надлежните институции кои што треба да дејствуваат во ова, тоа не е власта персе, туку еден дел од власта, тоа е судската власт, значи судско-обвинителскиот систем, обвинителствата треба да покренуваат постапки, а судовите да ги процесуираат и да ги финишираат тие постапки, а полицијата ревносно треба да ги следи овие објави и ревносно да им излегува во пресред на граѓаните кои што се жалат од вакви објави. Ние гледаме во општеството дека има случаи кога полицијата реагира, има случаи кога не реагира. Имаме луѓе кои што се закануваат со убиства и за кратко време се собрани и приведени и разговарано со нив, а има и луѓе на кои што тоа не им се случува. Ова во очите на граѓаните создава впечаток на селективна правда и затоа треба да се адресира и граѓаните да добијат чувство дека секој граѓанин, без оглед дали е на функција, не е на функција, има работа, нема работа, дали го сметаат во општеството во некои високи, во наводници, сталежи или не, значи сите сме еднакви граѓани пред законот, сите треба да имаме одговорност, но и сите треба да уживаме истипна заштита. Ова е за почеток, мислам дека има доволно, како да речам, начнав доволно теми за кои што можеме да дискутираме и понатаму. И истражувачите на мониторинг тимот на Цивил веројатно можеме и со аргументи, неверојатно сигурно можеме со аргументи да го докажеме, туку веројатно и публиката го забележува тоа дека реакциите во јавната комуникација го следат импулсот на случувањата во преговорите помеѓу партиите. Имаше еден период кога се доби впечаток дека има некакво договарање помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. И сега истата публика, која што имаше своји 5 минути омраза, да речеме, кон ДУИ, на ВМРО, ДПМН е публиката, во моментите кога се подобруваат односите или има најави за подобрување на односите помеѓу овие две партии, веднаш реториката омекнува. Значи, од во наводници шиптари стануваат албанци, па од терористи стануваат ДУИ, нели, и така натаму. Значи, ова се забележува исто така и во односите кога, да речеме, и меѓу другите партии, кога има радикални изјави, да речеме, од владеачката ДУИ кон коалицијскиот партнер СДСМ, има радикализирана реторика, истото важи кога ќе се одговори, например, или кога ќе има некоја поостра изјава од страна на СДСМ кон ДУИ. Значи, веднаш се гледа дека не е тоа систем кој што е автономен или дека луѓето реагираат кон некоја партија или кон некаква состојба така сами од себе. Туку сето тоа е на некој начин поттикнувано и ние гледаме преку тоа дека политичките партии имаат сериозно влијание врз јавната комуникација, имаат сериозно влијание врз начинот на кој што граѓаните комуницираат. Само од тоа што ќе видат на екран или ќе прочитаат во медиум дека нешто се случува помеѓу две партии подобро или полошо,
веднаш сето тоа се рефлектира и во начинот на кој што граѓаните реагираат во јавноста. Затоа, повторно еден од апелите кои што исто така безброј пати сме ги повториле, дека политичките партии, не само тие, туку сите јавни актери, луѓе кои што влијаат во јавната комуникација, треба многу да бидат внимателни за начинот на кој што се изразуваат. Јас слушам од некои политички актери, викаат се бориме против политичката коректност, да не си го стерилизираме јазикот, тоа било имплант од неолибералните елити. Извинете, домашното воспитание не е политичка коректност. Политичка коректност подразбира нешто сосем друго. Домашното воспитание, тоа да не пцуете вие луѓе, да не им пцуете мајки, да не ги навредувате жестоко, тоа нема апсолутно никаква врска со политичка коректност. Таа флоскула е нешто сосем друго, елементарното домашно воспитување. Елементарното воспитување за учество во јавна комуникација, за излегување на екрани каде што ве гледаат десети илјади луѓе. Не е политичка коректност. Тоа е елемент основен кој што вам треба да ви биде брана или филтер дали вие воопшто може да се појавите на екран. Затоа што не ве гледаат само гласачи, ве гледаат деца, ве гледаат мајки, ве гледаат нечии сопруги, нечии сестри, нечии деца, нечии татковци и мајки, нечии баби и дедовци. Значи, тоа се, кога вие навредувате така жестоко еден човек, замислете какво е чувството на луѓето од тоа семејство. Замислете дека некој од нив може на вистина да се агитира, не конкретно човекот што бил навреден, туку некој негов близок. Значи, не ги допираат навредите, не се цел само луѓето што ги навредувате, туку еден широк спектар на луѓе околу нив, нивни пријатели, нивно семејство, што ќе ја променат емотивната состојба кога ќе се соочат со таква агресија. Затоа треба многу да се внимава во јавната комуникација, не е тоа политичка коректност, луѓето може да бидат многу жестоки во дискурсот, а да не искажат експлицитни зборови. Значи, навредата, таквиот тип на навреди и кажување на полови органи и што ја знам се, тоа е само, како да кажам, завеса, таа арогантност и таа насилност е завеса зад која се крие незнаење. Значи, вие немате знаење и немате вештини да се однесувате пред луѓе. И таков тип на однесување треба да престане и таквите луѓе не треба да добијат простор едноставно во јавната комуникација. Помна повеќе работи кои што би можеле да ги направиме, но еве ако тргнеме до институциите, значи ние во институциите веќе, како да речеме, не само до после 2001-та, туку и предходно малку ние имавме соживот на администрацијата. Значи, не соживот на граѓаните, туку соживот на луѓе кои што споделуваат некакви канцеларии. Најчесто и не ги споделуваат, туку има канцеларија на албанците овде, таму на македонците и некоја за другите. Нели? Сега таа култура се менува. Луѓето се упатени едни на други на соработка. Политичкиот баланс е поинаков него што беше порано. Значи имате албански политички партии кои што не само што се дел од власта номинално, туку кои што извршуваат и одредено ниво на политичка моќ и екзекутираат реално политичка моќ, за разлика од она што го чувствува албанците, да речеме порано, дека албанците таму се само некои фигури, а дека некој друг сериозно ги влече потезите. Сега и македонците и албанците чувствуваат дека таа политика, тие институции се градат низ некакви политички компромиси и дека тие луѓе функционираат заедно на некој начин. Сега, што се случува под маса, сите можеме да предпоставиме, но на површина институциите делуваат не дека работат одлично, туку дека работат, дека се живи. И дека во нив има некои луѓе од различни етнички припадности кои што ги гледаме често на екрани, гледаме како заедно сечат ленти, гледаме како отвараат настани по 5 политичари затоа што мора да се постигне некаков баланс етнички, па некаков родов баланс, И тоа е добро.
Ако што ни ја прави работата малку потешка и покомплицирана, затоа што, како што рече Филип, ние прво треба да се навикнеме на таква перцепција. Дека ова е едно мешано општество, дека тука има луѓе со разни припадности, дека треба да бидеме сензитивни и внимателни, не само кон етничката, верската, кон родовата припадност, кон секоја припадност на секој човек, и дека тоа не нужно нас не става во позиција на стерилизација на нашата, како да речем, слобода, туку не става во позиција на одговорност, да бидеме одговорни кон правата и чувствата на другиот, затоа што го очекуваме тоа на некој начин за возврат. Но таа кондиција треба да се подобри. Значи, нам не ни се доволни, како општество, не ни се доволни институции кои што само живеат, живи се. Ете, сега и ние сме среќни што се живи. Нам ни требаат институции кои што не само што се живи, туку функционираат, работат, остваруваат резултати и го подобруваат општеството. Значи, не ни е доволно како граѓани да имаме само ете, му чука срцето и ние сме среќни. За жал, не смееме веќе за жал, таква е ситуацијата и не смееме веќе да дозволиме ние да бидеме среќни од тоа што нашата држава, нашите институции им чука пулсот, има таму некоја линија на екранот кај што гледаме дека срцето е живо, ама реално се во некаква институционална кома. Ние треба тој начин на дејствување, кој што можеме да кажеме дека во последните 2-3 години е променет, може би и повеќе, но во последните 2-3 години видливо, затоа што не се измешаа само владеачките коалиции. Туку имате партии во кои што имате мешани етнички структури, коалиции во кои што имате мешани етнички структури. На овие избори ја добивме и прв пат во историјата, иако со политички резултат и незабележано, ниту пак со јавна прокламација, некоја по-сериозна, пообемна, ние имавме прва мултиетничка коалиција целосна на овие избори, предизборна. Јас се сеќавам барем на 20 на 30 текста од сериозни новинари и влијателни личности во изминативе 20 на 30 години во земјата, кои што велеа дека кога ќе се направи првата мултиетничка коалиција предизборна, тогаш ќе биде крај на национализмот во Македонија, ќе го поразиме. Еве се направи, шуќур, живи се, здрави се луѓето од коалицијата, ама жив, за несреќа, жив, здрав е и национализмот. Дури е и во некој случај, и тој добива дури и понагласени димензии. Ништо не е вечно, но ништо не е ни завршено. Значи, ние треба да се навикнеме на ова што го кажува Филип, постојано да ги унапредуваме стандардите, постојано да си ги предизвикуваме своите уверувања, значи да не живееме во тоа дека тоа што некога сме го научиле дека е апсолутната вистина. Вистината човекот ќе ја најде само ако постојано ја бара. Не ако мисли дека ја нашол и легне на кревет среќен и задоволен, заспивајќи со сон на голем вистинољубец или на голем праведник. Постојана работа во институциите, во образовниот систем, спомнавме, вклучување на медиумската писменост, критичкото размислување, не само како елементи на посебен курикулум, туку и во сите предмети има простор да се овозможи соработка помеѓу различните, да се поттикне критичкото мислење, да се дојде до нов тип на информации и секако во јавната комуникација, тоа што го рековме дека сите актери кои што имаат влијание треба да станат свесни за тоа каде живеат, дека да, супер, ти во ред ќе добиеш 10, 20, 30, 50 илјади гласови ако станеш радикален, но каде ја носиш твојата земја? Дали твоето дете ќе биде посрекно ако ти имаш 10-20 милиони евра повеќе на твојата сметка банкарска, а ти нема да имаш каде да живееш? Или ако твоето семејство, делови од него погинат, а ти си се обогатил во... Која е таа среќа? Ја не можам, може би некои луѓе размислуваат, така е, но јас не можам рационално да влезам во таква состојба, да
на некој човек кој што сака да се обогати на сметка на несреќа, страдања, смрт, крв на многу други луѓе, вклучувајќи и луѓе кои што му се блиски. Таа војна нема да се случи на небото, или тој конфликт, или тоа убиство, или таа тепачка, или тоа се случува помеѓу луѓе. Ова е мала земја, ако не сме родни, ни се знаеме или знаеме другар што го знае другарот, така да овие работи во една мала средина влијаат на сечи живот. И ние треба бидеме свесни за тоа и повнимателно да пристапуваме кон овие деликатни ситуации, состојби, размислувања, веќе вкаменети уверувања, да ги менуваме постепено, почнувајќи пред се од себе. Нели, ако сакате да го смените светот, почнете менувајќи се себе, од својот двор. Ја тоа и во едно истражување кое што скоро ќе го објавиме обемно за изборниот процес, во медиумскиот дискурс ние гледаме дека политичките партии вака декларативно или политички актери велат да треба говорот на омраза да се. Погледнете им ги Facebook страниците. Значи, политичките партии знаат да ги бришат навредите кои што се упатени кон нив, но ги оставаат навредите кон политичкиот противник. Значи, истиот администратор можел да кликне хајди делит на секој коментар кој што излегува надвор од пристојноста, од она што го нарековме елементарно домашно воспитување. Ако не пцуеш дома или ако не пцуеш мајка ти, сестра, зошто пцуеш други луѓе? И почнувајќи од тоа, ние полека, ако самите партии си ги администрираат своите веб страници и не дозволуваат омраза во коментари во реакции, ако тоа го прават видните политичари, односно лицата кои што им се задо. Ние полека ќе дојдеме до она што го кажа Филип, дека низ неколку години ние дојдовме до ситуација, нешто што не беше прифатливо воопшто до пред 2001, да стане вообичаено и прифатливо неколку години подоцна. Зошто? Затоа што се дискутираше за тоа, луѓето видоа дека тоа не е некој бауч, дека нема да се случи нешто невообичаено, нема светот да се преврти или да стане рамна плоча. И полека тоа е тоа што треба да го правиме. Луѓето најмногу се плашат од непознатото. Улогата на медиумите би била непознатото да им го направи познато. За жал, ретко кога успеваат, бидејќи се занимаваат со работи кои што очигледно се уште привлекуваат многу внимание, привлекуваат многу гледаност, секако гледаноста привлекува огласувачи и за жал медиумите, па и политиката повеќе размислуваат на тие краткорочни бенефити, а не на долгорочните, бидејќи вие се ако имате конфликт, глад, страдања, ако ви бегаат луѓето во странство, ќе немате ни гласачи, за некој кусо време ќе немате ни политички партии, ќе немате ништо. Затоа треба да бидат свесни сите луѓе дека елиминирањето на овие недостатоци не е само, можеби ќе изгубите некој политички поен, но за 10 години ќе добиете деца кои што ќе станат гласачи со друг начин на размислување, кои што можеби ќе бидат поблиски до вашите уверувања. Благодарам, Петри, да се надевам дека оваа порака ќе стигне онаму каде што треба, бидејќи кажавме наистина доста битни работи за нашето општествено делување и граѓанско учество пред се, меѓутоа и улогата на политичарите во градење на тие позитивни диалози и дискурси. Петри, ти благодарам и на тебе.